Прво, секој конструктивен предлог, секој повик за некаква форма на обединување на капацитетите на сите политички чинители кои може да направат нешто добро е за поздравување. И апсолутно ќе го направиме тоа. Јас веќе вчера зборував со секретарот на ПЕС, партијата на европски социјалисти, во чие семејство ние припаѓаме, господинот Филипек, во однос на координација и денес ги продолжуваме работи да видиме кои се тие конкретни чекори кои што треба да ги направиме, да разговараме со европартијниците кои припаѓаат на нашето семејство на демократи и социјалисти. Меѓутоа има едно прашање, а тоа е што е целта на оваа декларација и дали конечно доколку биде прифатена, тоа ќе биде нешто што за премиерот ќе биде доволна форма на гаранција да се започне процесот на уставните измени. Поради тоа што се има впечаток дека владата секогаш има некакви принципи и црвени линии, меѓутоа ако тие не важат, имаат и други. На почетокот беше продолженото дејство на одложеното дејство на уставните измени, понатаму беа пресудите во Страсбург, еве сега декларација во Европскиот парламент. Значи, клучното прашање е што е тоа што е доволно. Сметам дека ние како влада сосем доволно направивме да се заштити и јазикот и идентитетот на македонскиот народ. Доказ за тоа е што македонскиот јазик е официјално прифатен во Европската унија без никакви звездички фузноти, веќе има потпишан прв официјален договор на чист македонски на јазик, тој е договорот за Frontex, но еве, ќе бидеме апсолутно конструктивни, затоа што сметам дека е тоа и добро и правилно, поради тоа што треба конечно да го откочиме овој блокиран процес. Велите дека имате веќе комуникација со вашите сестрински партии, дали ќе најавуваат поддршка за ваквата иницијатива? Да, апсолутно ќе имаме поддршка, но како што кажав, детали ќе разговараме денес. Вчера на со премиерот имате зборувано како се неговите очекувања ако се изгласува декларација? Не, ова е моја иницијатива и акција, ајде да наречам, после тоа што го прочитав во медиумите и после одговорот во собранието вчера. Вчера во собранието Мицкоски повторно афирмираше она иницијатива или она став околу една изборна единица, ве повика како опозиција да се приклучите во измените на изборниот законник за да се случи таа една изборна единица. Подготвени ли сте за тоа? Подготвени сме да разговараме за било што, меѓутоа тоа е работа која што треба да учествуваат сите политички партии. Затоа што не е само прашањето на една изборна единица, тука е и прашањето на цензусот, понатаму прашањето на отворените листи, но јас сум спремен за разговор. Вчера, само што не знаш, обвинителството ја отврли иницијативата за истрага против Бојан Христоски. Како опозицијата гледа на тоа? Имаш критики од ваша страна? Критиките се темелат на тоа што во две различни сценарија има два различни пристапи. Една се бара изворот на сертификатот и се чека одговорот, во сценарио не се бара. Така да сметам дека ова укажува на силен партиски притисок од страна на ВМРО-ДПМН.